Dame и господа, добро вечер. Ново издание на Рапорт со ОФ. Вечерва се дружиме со премиерот Никола Груевски и министерот за финансии Зоран Ставревски. Сепак, за почеток, морам да ви кажам дека многу се разочарав во средата. Бранко се откажа од сите услови за избори, а Никола без проблем му даде. И да, како што знаете, ќе одиме на избори на 5 јуни. Зошто се разочарав? Па штом конечно се договорија, нема повеќе да слушаме Груевски, ајде на избори, Бранко, ајде на избори. Да, нема да го слушаме ова, ама креативни се тие. Ќе смислен начин како да се довикуваат и за време на кампањата. Ако ништо друго, барем на своите партиски членови во секое време ќе можат да им викаат: дечки, ајде во автобуси, треба да полниме плоштади на митинзи. Да, не очекува многу возбуди за време на кампањата, а ние се разбира ќе бидеме таму да ги проследиме и секоја недела да се забавуваме со најинтересните моменти. Сега одиме со најавените теми. Докато ги следите вестите на А1, тогаш знаете дека неделава една од темите во нив беше сонцето од Вергина, кое се појави на дипломите на Штипскиот универзитет токму во време кога Македонија и Грција во Хаг се судат за кршењето на привремената спогодба. Приказната доживеа повеќе епизоди, но сепак нас тука не интересира крајот на приказната, туку нејзината втора епизода. Еден ден откако во информација се објави во вестите на А1, новинарите на А1 го праша премиерот за неговото мислење. Ставањето на символот од Вергина во универзитетски дипломи било одлука на Штипскиот државен универзитет. Премиерот Груевски и министерот за образование Тодоров се оградуваат од потегот кој ги подкопува македонските позиции во време кога се очекува разврската на процесот против Грција во Хаг. Јас не сум ги видел тие и денеска првпат слушнав за таква работа, така што тоа во секој случај не е барање или одлука на владата, тоа веројатно, доколку е така, станува збор за одлука на универзитетот. Добро, убаво, фино ми се допаѓа изјава на премиеров, посебно делот каде вели тоа во секој случај не е барање или одлука на владата, тоа веројатно доколку е така, станува збор за одлука на универзитетот. Да, најмногу ми се допаѓа делот што вели доколку е така. А може и да не е, нели? Не можеш да знаеш, бидејќи не си го видел тоа. Да, почитувани гледачи, премиерот е ептен зависен од јавното мислење, цело време обсенат со анкети и рейтинзи, фрла милиони евра по медиумите за реклами кои ги истакнуваат успесите на владата, ама не гледа вести. Што можеш да правиш? И баш поради тоа што не гледа вести, не може да знае дали тоа што новинарот му го кажал е така или не е така. И сега да не испане дека не гледа само вестите на А1, еве уште неколку примери од минатото кои ќе ве потсетат дека премиерот ниту гледа вести, ниту чита вестници, ниту се информира за било што. За овие анкети за кои што вие ги вадите, не можам ништо да коментирам, дека бидејќи нити сум ги видела од она што ми раскажаа деновиве се работи за некои анонимни анкетарски куки. Не сум во текстот, тоа прв пат слушам. Премиерот Никола Груевски се сомнева во искреноста на алтернативниот министер за надворешни работи на Грција Димитри Друцас, кога тврди дека цел на преговорите е да се најде дефинитивно име за државата. Јас не би го коментирал неговото излагање, кој што бива на некоја од нашите телевизии. Јас исто за ова дознав од пратеникот од Македули дека Сашо Акимовски ќе бил директор на ХЕС Мавро, до сега не се слушна таква работа. Слушнав дека имало некоја анкета која што беше објавена и дека се покажава високо ниво на отпор кај граѓаните. Во однос на последната изјава на председателот за спорот со Грција, мислите ли дека има умекнување на позицијата? Дали значи дека Македонија е умекнување на председателот Иванов? Јас не сум ја слушнал последната изјава, така што не би сакал да ја коментирам. Ви благодарам. Да, премиере, и ние сме ви благодарни и ќе ја користиме секоја можност за да ви ги објасниме сите работи кои не ги знаете бидејќи не сте виделе и не сте слушнале за нив. И ако ми дозволите, ќе се навратам уште еднаш на изјавата со која всушност и почнавме, таа за дипломите. И па премиере, извинете што ќе морам да ви го кажам ова, ама имате една мала грешка во неја, а за да ви помогнам да ја пронајдете, ќе треба да слушнеме две претходни ваши изјави. Слушајте внимателно и ќе сватите каде сте сгрешиле. Ги научи овие трикови и со голема резерва и потреба за проверка гледа на сите информации кои доаѓаат од ваквите медиуми ставени на располагање на Бранко Сарајковски. И ова е уште една прилика да повикам до сите граѓани на Република Македонија информациите кои што доаѓаат од А1 телевизија и вестниците Време, Шпиц и КОХР
да ги земаат со сериозна резерва и добро да ги проверат пред да почнат да им веруваат. Ете така, хубаво си кажавте, сериозна резерва и потреба за проверка. Тоа се клучните зборови. Ајде сега уште еднаш да го слушнеме одговорот на прашањето на А1 за дипломите и да видиме каде грешите, господине Груевски. Јас не сум ги видел тие и денеска првпат слушнав за таква работа, така што тоа во секој случај не е барање или одлука на владата, тоа веројатно, доколку е така, станува збор за одлука на универзитетот. Да, мислам дека и самите свадивте каде грешите, господине премиере. Ги испуштивте двете клучни работи. Сериозна резерва и потреба за проверка. Па, ако ми дозволите, јас ќе го преформулирам одговорот со тоа што ќе ги вментнам и овие две работи. Значи, вака нека го биоде муабетот. Номинарката ве прашува што мислите вие за дипломите, а вие и враќате дипломи со сонцето од Вергина на Штипскиот државен универзитет. Од кој медиум сте вие? Ајден? Аха, значи вака. Како прво, вашата информација земам со сериозна резерва, бидејќи нормално не гледам вести, посебно не вашите, а и не сум ги видел овие дипломи. Денеска првпат слушам за таква работа. Тоа во секој случај не е барање или одлука на владата, тоа веројатно доколку е така, станува збор за одлука на универзитетот. Ама сепак, јас ова ќе морам многу добро да го проверам пред да почнам да ви верувам. Ете така, премиере, многу е лесно, само треба да ги следите вашите правила. Зборувавме за уште минатата недела. Ама добро пак, од друга страна, со оглед на тоа што и јас работам во А1, и советов што сега ви го дадов, ќе треба да го земете со сериозна резерва и потреба за проверка, бидејќи од кај знаете, може да испадне дека ве лажам и ова е само уште еден трик на Бранко Црвенковски и СДСМ. Или сега ве лажам. Или претходно ве лажев. Или... Да, не е лесно да си премиер или граѓанин на Република Македонија. А1 телевизија и весниците Време, Шпици, КХР цело време се обидуваат да те изманипулираат, а мора секогаш да бидеш спремен сериозно да ги провериш нивните информации. Абе, дечки, вие знаете што сакам да бидам кога ќе пораснам? Сум ви кажал никогаш или од толку многу работа и труд за доброто на оваа земја сум заборавил? Да, изгледа второво ќе да е. Епа да, кога ќе пораснам сакам да имам пари. Многу пари. Илјадници, милиони, милиарди. Да имам толку многу пари што ќе морам да си купам една зграда само за да ги чувам парите внатре. Да имам толку многу пари што нема да знам колку пари имам. Да имам толку многу пари. Добро, очигледно ме сваѓате. Сега ќе прашате, добро бе Јофе, што ќе ти се толку многу пари? Што ќе им правиш? Што ќе им правам? Добро бе, вие ли ќе ми кажувате што да им правам? Више да не оче човек на рад пари да има во оваа држава. Еве, министерот Ставрески, например, има пари, ама што дека има кога мора да објаснува за секој денар. Па еден ден се ќе ти дојде преко глава и ќе си речеш, па добро бе, еве ви ги земете ги, правете им што сакате. Аман веќе. Или е така бе, министре? За министерот за финансии Зоран Ставревски сеедно е дали 220 милиони евра кредит од ММФ ќе се трошат за капитални инвестиции или пак за плати, пензии и други тековни трошоци. Парите според него секако ќе завршеле за развој на македонската економија. Вие прашавте дали ќе бидат искористени за македонското стопанство. Да, преку се што исплаќаме од буџетот, било да се тоа капитални инвестиции кои што директно завршуваат во стопанството, или пак исплата на плати и пензии кои што индиректно завршуваат во економијата, значи повторно ја поддржуваат економијата. Чи за Скопје 2014. Ковте капитални инвестиции за тоа. Не пошто рековте капитални инвестиции. Стручно, научно, професионално да ви одговорам на прашањето и мислам дека на голем дел од новинарите им е јасен мојот одговор, ако вас не е јасен, јас немам други зборови со кои што можам да ви објаснам дека парите ќе завршат за поддршка на македонската економија. Право, министре, хубаво му кажавте. Тој вас ќе прашува за што ќе се трошеле парите. Кон негови да се. Секако дека не се, тој само ќе треба да ги враќа, мислам, заедно со останатите македонски граѓани. Ама, бидејќи тој е А1, тој не плаќа данок, па според тоа нема не да ги враќа. Па што се буни тогаш? Министре, не ли ве нервираат овие новинари од А1? Не ли ви доаѓа никогаш да станете и да ги кренете наклоци? Или уште подобро, да им ја затворите телевизијата, например?
Штовани гледачи, од режим известуваат дека власта уште од лани започнала акција против телевизијата, која во крајен случај може да заврши со тоа што го спомнав, затворање. Супер, супер кој така. Само јас би сакал да искористам оваа прилика и да ги поздравам сите од власт. Луѓе, затворајте што ќе затворате, само ако сакате бидете љубезни, оставите ми го терминов во недела. Не сум јас ко овие новинари невоспитани. Јас за вас секогаш се од убаво по убаво. Еве, министре, за да ја покажам мојата љубов кон вас, може би љубов и не е најсоодветниот збор, еве, министре, за да ја покажам мојата почит кон природбата, одиме во продолжение со компилација на вашите најдобри односи, односно најдобри моменти од односите со лошите, расипнички и предавнички новинари. Оваа конференција е тематски свикана за таа тема и за било кое друго прашање што се однесува на бизнис климата. За останатите прашања секако вие имате пристап до службата за односи со јавност на владата, која што ќе ви даде информација. Како влада не може цело време да се оградувате дека не одговарате на прашања надвор од она што вие сакате да се пофалите. Убаво е што сакате да се пофалите, убавите ви сте сугови, меѓутоа време е да почнете да одговарате на новинарските прашања. Повелете со новинарски прашања од темата. Еве би сакал официјално со оглед на тоа дека често се шпекулира за бројките, да ги демантирам сите бројки кои што беа изнесени на А1 телевизија. Која би била вистинската бројка? Ве молам, не можеме секој ден истата тема, истите прашања, истите одговори. Благодарам. Дали има Зошто се кријат долговите што државата ги има во стопанството? Станатите министри во случај вас како надлежен да одговорите на мојот. Што вие прашањето не поставивте прашање? За купните долгови што државата ги има во стопанството по сите основи од основ на поврат на ДДВ па се до останати неплатени. Прилично очекувано прашање на кое што сме одговориле барем 10 пати досега. И затоа повторуваме дека се работи за оперативен податок кој што постојано се менува. Вчера колкава била сумата, па денеска ќе кажеме дека се менувала. Да излезете еднаш со бројка. Оперативен е податокот кој што постојано се менува зависно од тоа. Може да се случи во еден ден државата да прими плаќање од 500 милиони денари и истовремено да исплати толку. Кој е вашиот последно што го знаете? Ве денеска е променето, последно што го знаете, бројка, значи искриме да кажете. Добивте мојот одговор. Дали ево овој пат ќе ја искористите можност на министрот за да кажете колку е доgodна владата на стопанството. Прашањето е во темата, нели? Се исто можност да се види транспарентност на владата, прашањето на парите. Бидејќи прашањето е во темата, ако може да го подпишеме. Кој не Ставревски толку ли застрашувачки висок долг што никако да се оправдате да го кажете? Ве молам, господине Стојчевски, да се однесувате културно како и останатите новинари. Благодарам. Мислам дека нема смисла по 5 пати истото прашање да поставите. Дали има други прашања, повелете? Благодарам. Ако нема други прашања, благодарам. дека се сомневаат и апелираат до владата за разумно трошење на овие пари и стравуваат дека ќе завршат буквално за текувни трошоци, плати, пензии. Тоа нели описниот дел од тоа што чувствуваат бизнисмените е ваша констатација, не би ја поделил таа констатација и не сметам дека другите новинари така тоа го перцепираат, но ќе одговорам на вашето прашање. Дали со овие пари ќе се финансираат плати, пензии, проекти како Скопје 2014? Значи, повторно не разбирате, значи не знам како да ви се објасни за да разберете, ќе пробам уште со поедноставен јазик. Буџетот има редовни приходи, кои што се наплаќаат од даноци. Например, ако редовно ги плаќате вие даноците и не прикривате даноци, буџетот би имал доволно приходи и би се ги исплаќал сите работи кои што се исплаќаат од буџетот. Вие прашавте дали ќе бидат искористени за македонското стопанство? Да, преку се што исплаќаме од буџетот, било да се тоа капитални инвестиции кои што директно завршуваат во стопанството, или пак исплата на плати и пензии кои што индиректно завршуваат во економијата, значи повторно ја поддржуваат економијата. Чи за Скопје 2014? Рековте капитални инвестиции за тоа. Не пошто рековте капитални инвестиции. Стручно, научно, професионално да ви одговорам на прашањето и мислам дека на голем дел од новинарите им е јасен мојот одговор, ако вас не ви е јасен, јас немам други зборови со кои што можам да ви објаснам дека парите ќе завршат за поддршка на македонската економија. Марија, шишево ако сакаш да тренеш за мене. И чашата.
таа милица заврши пресод. Наместо да се радува што е 20 тарасивме од новинариве, ти уште продолжуваш да им објаснуваш. Аман, зарем вака те учев? Зарем за ова Ленка остави кошула тенка, ленена, недовезена на разбој? За да отиде во Министерството за финансии да се расправа со лошите новинари? Не, не беше Ленка родена за тие пусти новинарски прашања. Да, почитувани гледачи, маките на министерот Ставревски со безобразните новинари беа постојната содржина за вечерашното издание. Тука ве поздравувам и ве посетувам дека имате 3 можности на телевизија да уживате во мојата убавина. Првата премиерно во недела во 18:30 на А1, втората репризна во недела по полноќ исто така на А1 и третата во понеделник во 15 часот на А2. Се дружиме и на интернет на facebook.com/naraport.sojofe. За крај, само би сакал да ги поздравам моите другарчиња во ВМРО и СДСМ и да ги посетам дека вреќите брашно кои ги побарав за да излезам на избори се уште ги немам добиено. Сега размислете, дали ви е поважно да заштедите 3 вреќи брашно или да го добиете мојот глас на 5 јуни. Ćao.